Назад сме во студиото, зборуваме со иницијативата кој е следен. Студентите се организираат со протести, со собири, исто така поради трагичниот настан во Кочани, тоа е иницијативата. Во студиото се Бојан Столевски, студенти, Ана Велјановска, исто така студент. Вие рековте дека сте од правен и економски. Која година сте студенти? Па јас сум моментално втора година на маркетинг. Јас сум втора година генерација сме. Така. Прво што сакам да ве прашаме, како студентите го доживеа овој траурен настан што се случи во Кочани? Што е оно што прво ве заборе, што е оно што прво почувствувавте? Како млади луѓе во оваа држава? Искрено, јас прво бев запрепастена. Тој хаос, тоа чувство дека се случил тој настан, првите неколку часа јас само бев зачудена и шокирана. Не можев да почувствувам никаква емоција и после тоа станав свесна што се случува и колку луѓе сушност загубиле некој близок. И тоа беше едно многу гадно чувство. Би се надоврзал само на дека не само студентите, него цела нација беше длабоко потресена од ова. Значи, еве ние и во контакт со нашите родители и со блиски го согледавме тоа. Значи, навистина беше нешто што тотално беше неочекувано. И затоа еве ќе спомнам минатиот понеделник кога се собравме да дадеме почит на платото на УКИМ. Се собраа многу студенти за да одадат почит. Истото се случи наредниот ден кај машинскиот факултет и електро. Така да очигледно е дека студентите како млади луѓе особено беа многу погодени од ова и надежно дека нема ваква трагедија пак да се случи. Од каде дојде сега идејата за собири? Како почна иницијативата? Ме интересира, бидејќи ќе поразговараме и за другиот дел, веќе се ставени во некој друг концепт. Тие целосно беа организирани од Универзитетското собрание, што значи дека тоа нема никаква врска со кој е следен како иницијатива. Тоа си беше чисто желба на студентите кои што нормално апелираа на социјалните мрежи и беа во контакт со членовите и од факултетското собрание и од Универзитетското собрание со цел да се оддаде некаков почит, нели цела недела беше недела на жалост, така да идејата не беше да се организираат никакви протести за да нормално не се блокираат улиците, туку повеќе беше така, свечено да се оддаде почит и да се испратиме со голем дел од реално нашите колеги. Затоа што дел од починатите беа и наши колеги. Кога е два протести, собери се организира, кој е следен? Кои се плановите? Па сега планираме да направиме народно собрание пред собранието, каде што сите граѓани се добредојдени да дојдат и да го искажат својот глас и мислење. Бидејќи знаеме каква е ситуацијата и стварно сметаме дека во овој момент сите треба да бидеме соединети и да се слуша нашиот глас. Кога, во сабота? Да, во сабота во 11 часот, пред собранието. Кои ќе бидат барањата и до кого ќе ги упатите, она што треба да се слушне, вашиот глас, рековте. Што ќе бидат барањата? Конкретно, ние ги имаме поделено во два сегменти. Првото е транспарентност и одговорност, второто е безбедност. Значи, кога збориме сега тука за транспарентност и одговорност, ние сакаме сите належни институции, кои што ќе се види дека имаат било каква одговорност, да имаат кривична или политичка казна и да одговорност, така, законот да. А кога збориме за безбедност, тука сметаме дека треба да се направи инспекторат во кој што ќе се покажуваат сите инспекции кои што се направени во изминатите месеци. Да има извештаи. Да, значи ние сакаме да превенираме, а не да лечиме само болки. Добро. Да. Оно што само би додал е дека нормално ние планираме да се надоврзаме на претходните барања кои што претходно ги постави, особено со случајот кој што исто така потресе јавноста, конкретно зборам за случајот со Фросинот, каде што и почна целата приказна на кој е следен. Меѓутоа, тука моментално, како што напомене Јана, се два сегменти на кои што моментално поради околностите сакаме да се фокусираме на нив, од кои што безбедноста покрај инспекторатот исто така имаме идеи да се воспостави една линија за повик, која што ќе биде наменета за лицата кои што откриле или
сакаат да посочат на некои нерегуларности во работата на најразлични видови на угостители или било што и да се, да може да се јават на еден телефонски број со цел да се олесни целосната постапка, бидејќи поголемиот дел од граѓаните, ви јас како обичен граѓанин стварно не знам на кој инспекторат каде да се пожалам кога ќе увидам некоја нерегуларност. Така да станува збор за поедноставување на процесот, кога станува збор за нашите барања од аспект на безбедноста, меѓутоа исто така и да се осврнеме повеќе на образованието, односно на сите оние вежби кои што се прават во средните школи, па дури мислам дека се почна веќе да се прават и во фирмите за случај на евакуација, така да се зајакнеме од свеста, превенцијата која што треба да ни биде нормално наша главна цел, за да нормално во случај на ваква непогода да знаат луѓето како да се снајдат. Односно, таков пример исто така имаме во Јапонија, каде што луѓето се сите добро спремни во случај на земјотрес како да постапат. Така, едно собрание на отворено, едно народно собрание го нарекувате сега, кој се покане да дојде? Само студентите, да дојдат повозрастни луѓе? Секако, секој што сака да го каже својот глас има право комплетно да дојде. Значи, секој што има иницијатива да направи некоја промена за оваа држава, топло добре дојден. Значи, нема некоја граница за возраст, само студенти, само возрастни, било кој е поканет. Политички партии? Нормално дека не, доколку сакаат обичниот граѓани да дојдат, слободно може да како физичко лице, не како партија. Како политичка партија никако. Ние се оградуваме целосно од политичките партии, сме целосно против нивната поддршка која што беше дадена. Ќе излезе соопштение во текот на денот од иницијативата која е седен, кој што е убаво ќе ги расчисти овие работи. Ова е граѓанска иницијатива, не е воопшто желба ниту една политичка партија, туку напротив е поттик за политичките партии да си ги завршуваат своите работи. Така, политизирање од како ќе се коментира сега оној онлайн состанок кој што го имавте, бевте напоменети дека сте токму вие, не лично вие, меѓутоа таа иницијатива со инструкторка од Србија која што дава совети како треба да се однесува на еден протест, на еден собир, колку тоа треба да се поврзе со политика, колку тоа треба да се поврзе со копирање на пракса од друга држава. Знаеме што се случува веќе со месеци во Србија, колку сега од ова можете да го демантирате или да се тргнете од ова? И на кој начин? Слободно двајцата. Значи вака, идејата не е тука, зборам сега зборам во името на кој се, не можам да зборам во името на други тела и други организации кои што се формиле, бидејќи независното студентско собрание, односно тие лица кои што беа на повикот со инструкторот од Србија, беше едно тело кое што беше создадено како реакција на тоа што на недовербата во универзитетското собрание. Така да и видеото беше нормално аматерски монтирано и тука беше само залепено нашиот плакат без никакво дополнително објаснување, само за да се фрли кал на нашата иницијатива. Кај нас нормално значи нема никакви намери за да се случи српско сценарио. Значи, кај нас ние имаме сосема други проблеми, Србија како држава си има други проблеми, Бугарија трети проблеми. Јасно. Значи, мене ми е прашањето поврзаност, кога граѓаните ќе слушнат дека некоја иницијатива се поврзува со партија, со странски служби, нема да излезат и да ви дадат поддршка. Колку граѓаните или оние кои што сакаат да дадат поддршка да искочат во сабота на тој протест, граѓанско собрание, ќе бидат сигурни дека позади вас не стои политика? Повели? Да, мое лично мислење е дека ние имаме чиста намера и само сакаме да го искажеме тоа нашиот револт и болка што имаме. Многу пати имаме демантирано било каква политичка асоциација или да се користи ова движење за политички цели. Значи ние сме целосно против тоа. Само сакаме едноставно гласот да се слуша на народот и конечно да има правда во оваа држава, бидејќи во изминативе 30 години ја гледаме самата корумпираност на системот и искрено за тоа што кажавте за состанокот, аматерски е фотошопирано самото лого на кој е следен, но исто така ние во исто време како другите дознавме за тоа и бевме само запрепастени, чудовно видени. Така да не би сакале апсолутно никаква асоциација и мислам дека граѓаните се доволно свесни и би сакало да дојдат и сами да се уверат во нашата иницијатива. Ако некој треба да промени нешто во оваа држава, тоа сте вие, тоа сте студентите. Не велам дека ние сме веќе стара генерација и сме трнати на страна, меѓутоа што според вас е прво што треба да се промени во системот?
Па за мене лично е прво корупцијата. Значи има многу темелни проблеми, бидејќи законите какви да се треба да се спроведуваат. Тие не се спроведуваат и мислам дека сите сме свесни, сите граѓани знаат некој вид на корупција или мито што се случува и во правниот систем и во бизнисите, значи тоа сегде се случува и треба да го смениме. Ние како граѓани имаме одговорност се да биде по правило. Значи треба да се води еден вид на едукација на граѓаните, посебно на младите, бидејќи тие се имнината на нашата држава, но секако и сите што ќе се увидат некои грешки да бидат казнети. Колку студентите сега, ако треба да положат со осмица, се спремни да платат, да платат мито? На ова прашање навистина не би можел да дадам одговор. Нормално на сите факултети се шират шпекулации дека се прават, меѓутоа не сакам да влагам во обвиненија. Не ни барам да ми кажете 10%, 20%, меѓутоа факт е дека работата дека треба да се тргне нели од себе си. Да, јас повеќе би тргнал од друг аспект. Според мене, јас сметам дека факултетите треба повеќе да потенцираат на тоа да се развива критичка мисла кај младите. Етика, морал. Да. Значи тоа е целосно и со моменталните измени кои што беа предвидени нели во образованието, целосно не се согласувам со тие. Напротив, баш сметам дека филозофијата и сите и логиката се еден клучен дел од критичкото размислување на секој млад човек. Секој млад човек мора да има да има умешност да го каже својот став на најразлични видови на проблеми. Така да според мене образованието е коренот. Без образованието ние никаде не можеме да одиме. Ако не го средиме образованието и неговото модифицирање на некој начин е долг процес, според мене мора да се стави силен акцент на образованието и веднаш да се посегне кон промени со цел да видиме во наредните 30-40 години, затоа што системските промени не се некои што се случуваат веднаш преку ноќ. На тоа мора да се работи и мора сите да сме сплотени заедно. Да, пред една недела овде на вашето место каде што седите имав професор од филозофскиот факултет кој што вели дека еден од клучните проблеми на ова што не се случува денеска на овој систем е токму образованието. Каква е материјата која што ја учите и која што треба да ја совладате? Колку таа материја која што е променета е резултат на ова што не се случува во општеството? Дали сте размислиле на таа тема? Да, дефинитивно. Јас мислам дека прво има големи грешки во самиот образовен процес. Јас и Бојан сме сведоци на тоа, бидејќи многу пати ни се има случајно самото образование од основно до средно драстично да се менува, различни програми и ние сме биле жртви на тоа. Значи, одиме од Кембридж во основно, потоа во средно сосема различна програма и едноставно е шок за било кој ученик. На професорот само да прекинам, податоците беа дека само 10% од дипломираните студенти го работат она што го завршиле. Тоа ми е прашањето, колку тоа што го учите вие го совладувате и потоа го применувате во животот и во кариерата. Ете. Според мене, значи, образованието мора да го гледаме како една мрежа на поврзани делови. Значи, првично почнуваме основно, средно, факултети, на крај завршуваме со работна позиција. Кај нас очигледно е дека оваа мрежа не функционира како што треба. После факултет, повеќето од студентите не може да си најдат работа, бидејќи излегуваат на пазарот на трудот и немаат нели доволно искуство за да влезат на одредени работни позиции. Работите многу си имаат променето од порано, меѓутоа ние доколку сакаме да остане младината тука, тогаш мораме да го насочиме образовниот систем повеќе на спремање на тој практичен елемент кој што ќе им служи на студентите утре кога ќе бидат вработени, а не само да се фокусираме на теоретскиот дел, бидејќи реалноста е дека не сите сакаат да ја продолжат својата кариера во теорија, односно не сите сакаат да бидат во научната сфера. Така да според мене од тој аспект можеби треба да се гледа повеќе на промена со цел сите кои што ќе завршат факултет да можат нормално да работат, меѓутоа исто така да се потенцира дека е потребен квалитет. Во дел од високо развиените држави веќе на средината на средното образование, општеството, институциите знаат тој млад човек што ќе работи или која ќе биде неговата идна професија. Кај нас се завршуваат факултети, магистри и со години младите луѓе, се уште се тоа млади луѓе на 20 и неколку години, седат дома невработени. Тука е проблемот и зашто се решаваат младите за да купат билет во еден правец. Сигурно имате блиски другари, пријатели, роднини кои што одамна веќе се заминати. Каков е вашиот план за иднина? Па јас
останете во Македонија, ќе работите овде или? Јас лично сакам да останам тука. Значи, јас сум израснала тука и едноставно ова е мојот дом. Значи, не сакам да дојдам во ситуација каде што ќе морам и ќе бидам принудена да идам надвор во странство за да најдам некоја работа, бидејќи според мене секогаш кога идеш во друга држава ти ќе бидеш странец. Значи, нема нешто подобро од нашиот дом. И стварно знам многу пријатели кои што отишле во странство, но сепак сакаат да се вратат тука, бидејќи таа топлина, тој народ што ние го имаме, е нешто посебно, што други го немаат. И затоа мислам дека треба да се трудиме и можеби ова е еден од последните надежи за Македонија да се поправи и едноставно да ги вратиме младите во оваа држава и да се фокусираме на иднината, да може да се отвараат нови работни места, бидејќи стварно мислам дека фокусот треба да биде на едно добро образование, каде што ќе се има и теоретски дел, но секако и практика, и да се развива критичкото мислење што според мене многу фали. Така, ако сте сериозни, како што велите во намерите за промени во системот, без политика нема да може да има промени. Претпоставувам дека следно ќе биде по неколку ваши собири, протести, изразување на незадоволство на улици и пред разни објекти, ќе добиете покана од актуелната власт, која и да е, дали ќе биде ова или ќе биде некоја друга ако не ве викне. Што ќе биде тоа што ќе го понудите или што ќе го побарате прво од нив? Па според мене тоа треба да биде дискусија помеѓу членовите на иницијативата. Доколку добиеме покана, нормално ќе размислиме и ќе разговараме за тоа, бидејќи не напоменав дека кај нас не постои никаква структура. Значи ние имаме хоризонтална структура, немаме председател, немаме раководство. Сите сте еднакви. Еден човек, еден глас. Се водиме по тоа. Така да доколку дојде таква покана од било која конкретно ако збориме се од власта, мислам владата е таа која што треба да инициира промени, дали се законски, дали се нормално дека ние сме тука да ги појасниме грешките на било кој. Значи тоа е нашата главна идеја тука. Така да доколку добиеме покана, ние ќе разговараме интерно со сите членови. Така, значи рековте сабота 11 часот пред собранието, имате поддршка од други градови, други универзитети или како е до сега организацијата, ме интересира? Моментално е поддршка од индивидуи, нормално и од одредени други движења кои што се отпочнуваат паралелно со нашето во други градови. Ние не сакаме да инфилтрираме во тоа како они се организираат, целосно им оставаме слобода, меѓутоа ги поддржуваме целосно и испраќам јавен апел до другите градови дека слободно може да не контактираат организатори. Јас веќе стапив во контакт со неколку лица кои што сакаат да продолжат оваа иницијатива во своите градови, нормално да нема никаква поврзаност со нашето, бидејќи според мене на локално ниво сите си имаме различни проблеми и дефинитивно ни се ја познаваат проблематиката повеќе отколку што ние им ја познаваме на нив. Ова беше национална трагедија, национална тага и треба да се запали црвеното светло во сите градови. Јас ќе ви благодарам тука за разговорот. Ми беше мило што поразговарав со млади луѓе, со умови кои што треба допрва да ја водат оваа држава. Ви посакувам многу успех и среќа во она што ќе го правите и во иднина, па се гледаме во сабота. Се гледаме. Почитувани, ќе направиме тука уште една пауза, па одиме и со третиот разговор.